слушаме. Има наставници, учители, професори. Има треба. Како што веќе знаете, ги добивте нели агендите и поканите на мејл. Денес одржуваме една консултативна средба в рамки на проектот Регионално поврзување и заедничка примена на концептот за зелена економија. Ова е проект кој што го започна некаде на средината на месец јуни и го имплементира во текот 6 месеци. Некаде проектот треба да заврши на крајот од месец декември, со тоа што овој период имаме неколку активности кои што се поврзани пред се со јакнење на капацитетите и подигање на јавната свест за зелената економија во микрорегионот Малеш-Пијанец, кој што освен општините општината Делчево ги опфаќа општините Македонска Каменица, Пехчево и Берово. Затоа тука денеска имаме представници од бизнис секторот и од Македонска Каменица и од Пехчево. Инаку, нели овој проект кој што го имплементираме, главниот фокус, односно активностите генерално се насочени кон јакнење на капацитетите на бизнис секторот, бидејќи некако зелената економија, зеленото претприемништво и зелените работни места најмногу ги насочуваме нели кон бизнис секторот, меѓутоа исто така ние имаме вклучено и невладини организации со тоа што ќе ги зајакнуваме и нивните капацитети во примената на овој концепт. Во однос на општата цел на проектот, општата цел не е јакнење на улогата на граѓанските организации од микрорегионот Пијанец-Малеш во имплементацијата на концептот за зелена економија и потикнување на компаниите во примената на зеленото претприемништво во секојдневното работење. Оние активности кои што ги реализираме, кои што се така не се многу на број, меѓутоа се пошироки, се поголеми, се главно насочени кон зголемување на свеста и зајакнувањето на капацитетите на граѓанските организации за важноста на зелената економија, како и зајакнување на капацитетите на компаниите од микрорегионот за важноста од имплементацијата на овој концепт, како што кажав, не само зелената економија, туку и зеленото претприемништво и зелените работни места, кои што сметавме дека не се доволно промовирани и не се доволно познати во нашиот регион и затоа се одлучивме да работиме на еден ваков проект, а идејата произлезе од потребите и проблемите на заедницата, односно се започна од климатските промени кои што своите ефекти ги имаат буквално во секоја сфера на човечкото живење и тоа предизвикува нели да се внимава на користењето и искористувањето на природните ресурси. Тука е важна одржливоста како сегмент и пред се јакнењето на капацитетите и токму затоа поголем дел од активностите од овој проект се насочени кон јакнење на капацитетите на целните групи. Се разбира, тука не е изоставено и подигањето на јавната свест, зашто имаме подготвена една мини кампања со промотивни видеа кои што ќе ви го пуштам и подоцна, и она што во иднина треба да предизвикаме, нели да иницираме некакви си промени, да предизвикаме интерес за креирање на стратешки документи кои што сами по себе ќе донесат конкретни активности во оваа област. Зелената економија како концепт предизвикува и носи инклузивност и општествена одговорност и иницијативи, што на долг рок ќе треба да донесе намалување на ризиците од климат кои што ги носат климатските промени и она што верувам дека е најважно за бизнис секторот, а тоа се заштедите кои што треба да се прават во рамки на работењето на една компанија. Сега во однос на активностите, оваа активност, оваа средба денес е една од тие активности. Ние исто така имавме средба и со невладините организации од регионот. Она активност која што веќе ни е завршена е спроведено, направивме анализа и истражување на компаниите од различни сектори од микрорегионот Пијанец-Малеш за примената на концептот за зелена економија. Јас тука испечатив една драфт верзија од извештајот кој што сака ќе може да си ја погледне, да види кои се заклучоците од тоа истражување. Ние направивме еден онлайн прашалник кој што го испративме до 20 мали и средни предпријатија од регионот и целта ни беше да видиме докаде е нивната свест во однос на примената на концептот за зелена економија, колку го знаат и што е она што во иднина сакаат да го направат во однос на промовирањето на зелената економија, од што имаат најмногу потреба. Дали тоа се повеќе финанси, јакнење на капацитетите, консултации и слично. Од ова обука која што организираме денес, професорот нешто повеќе ќе ви каже подоцна во однос на тоа која фирма ќе покаже најмногу интерес и ќе сака, ќе биде изработен еден 2 годишен акцијски зелен план.
кој што план нели ние како имплементатор на проектот ќе го следиме во тој процес на додека се имплементира и заеднички со професорот, таа фирма која што ќе се избере, заеднички ќе го изработи овој план и ќе си ги стави приоритетите и оние активности кои што ќе ги прави во наредните 2 години за како да има повеќе заштеди во фирмата, како правилно да се искористат ресурсите и нели малку овој концепт да го подигне на повисоко ниво и да видиме какви ќе бидат резултатите после 2 години, за да може истиот тој концепт доколку се покаже како успешен да може да го преземат и другите компании од регионот. Така што чувствувајте се слободно да и да прашувате и да коментирате или доколку еве конкретно некоја фирма изрази интерес, тука е професорот да се договорите во однос на изработката на овој план. И како што кажав, имаме една мини кампања за подигање на јавната свест. Во рамки на таа кампања подготвивме едно 2-минутно промотивно едукативно видео на тема зелени работни места. Ние имаме драфт верзијата на видеото, се уште го немаме пуштено во јавност, бидејќи чекаме одобрување од донаторот, меѓутоа би сакала да ви го пуштам за чисто да видите што е оно што е направено до сега и како мислиме ние да допреме до пошироката. Знаете што се зелени работни места? Тоа се пристојни работни места кои придонесуваат за зачувување или обновување на животната средина. Може да се најдат во секој економски сектор или фирма, без разлика дали станува збор за традиционални сектори, како што се производство и градежништво, или пак понови сектори, како што се обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност. Овие работни места се продуктивни, со солиден приход, безбедни, овозможуваат социјална заштита, придонесуваат за личен развој, општествена интеграција и слободно образување, за организирање и учество во донесување одлуки и еднакви можности и третман и на мажите и на жените. Во светот досега има 5,8 милиони работни места во секторот за обновлива енергија, а доколку продолжат инвестициите во животната средина, ќе се создадат над 14 милиони работни места. Доколку во Македонија би се примениле слични или соодветни мерки, очекувањето се дека до 2035 година ќе се отворат најмалку 6200 зелени работни места. Се прашувате со која професија може најмногу да допринесете за зачувување на животната средина? Инженер за животна средина, правник за екологија и животна средина, зелен предприемач, климатолог, геолог, дизајнер за енергетски и еколошки сектор, стручњак за одржлив еколошки развој и деловно работење, урбан земјоделец, инженери за квалитетна вода. Создадете си сигурна и зелена иднина за себе и луѓето околу вас. Не би сакала многу да зборувам за ова, затоа што проектот е нели се уште во тек, за 2 месеци ќе знаеме и кои резултати ни се постигнати и многу повеќе успешноста на проектот ќе може да измериме дури по 2 години кога ќе биде имплементиран тој зелен акцијски план со некоја фирма. Ова е генерално за проектот, чисто сакам да ви дадам еден поглед за тоа за каков проект станува збор и од ова обука на која што сте денес присутни, од каков проект е дел. Ние првпат ние работиме како организација стратешка област на животната средина, меѓутоа ова е прв пат да работиме конкретно на овој концепт за зелена економија. Знам дека и дел од вас и нели прв пати се вклучуваат во вакви обуки за јакнење на капацитетите, меѓутоа затоа е тука професорот кој што малку нели подетално ќе ви објасни за овој концепт и за зеленото претприемништво и за зелените работни места. Повелете, професор. Јас сум Ристо Иванов и како сум поврзан со оваа тема малку покасно. На почетокот би сакал да ви кажам дека ова е тема зелена економија, кој што во за бизнисот е проширена со тема циркуларна економија, ќе се одржиме на двете работи. И кој што во суштина значи следно. Економија знаеме сите што е, така? Што е економија? Домакинство? Да, тоа е икономија. Да, Ке каже ли некој што е економија? Рационална алокација на ресурси. Добро. Разбравте другите. Друга дефиниција? Не, отворете дефиницијата, него да видиме дали ја имаме нашата, што ќе ни треба. Планирање на буџет. Планирање на буџет или кратко пари.
Добро, и тоа доминантно сваќање за економија, као штедење, као пари и така натаму. Друг да се обиде. Овде са денес под економија ќе подразбираме производство, дистрибуција и потрошувачка на стоки и услуги. Значи, сите три работи заедно прават економија. А зелена? Долари. Како? Долари. По трет пат е ова. Сите на зелено води на долар. Друго? Ово случај не се мисли на тоа. Иако важно. Зелен. Која работа со зелено се одбележува? Природа, екологија. Зимало предвид. Живот бе луѓе, живот. Значи, во суштина, значи, зелена значи економија која што ќе води сметка за користењето на ресурсите, да обезбедуваат да се одвива нормален живот. Или заштита на животна средина, така? За да почнеме со темата, би сакал да прашам, сите сте од бизнисите, така? Да. Дали имате проблем со заштита на човекот колена? Денес присуствуваме на консултативна средба со бизнес секторот од микрорегион Малиш Пријари, кој што ги опфаќа општините Делчево, Берово, Пекчево и Македонска Каменица. Оваа консултативна средба се однесува за една активност од проектот кој што РЦЗ го спроведува овие 6 месеци. Проектот е насловен регионално поврзување и заедничка примена на концептот за зелена економија. И токму затоа сакаме овој концепт на зелена економија, зелено предприемништво и зелени работни места, а малку повеќе да го испромовираме, да ја зајакнеме свеста на бизнес секторот од нашиот регион, меѓутоа истовремено да направиме јакнење на капацитетите и на невладиниот сектор од овој регион и да направиме една мини кампања со која што на некој начин ќе подигнеме јавната свест кај населението од овој регион за тоа што значи и кои се бенефити кои што ги носи зелената економија. Проектот е финансиран од Европската унија преку мрежата за рурален развој на Македонија. Колку време се имплементира? Ќе се имплементира 6 месеци, го започнавме во месец јуни, треба да заврши некако до крајот на годината. Денешната тема е зелена економија и креирање на зелени работни места. Еден од проектите кои што регионален центар за застапување ги работи во делот на животна средина, но овој пат е модитет дека во целиот проект, односно во активностите од проектот се вклучува и бизнес заедницата. Истата сакаме да ја запознаеме со можностите за креирање на зелени работни места и со придобивките од зелените работни места. Исто така еден дел од работилницата е наменет за можните донатори и фондови кои што може да ги користат малите и средните предпријатија од Делчево и регионот околу Делчево, како една од можностите во време на ковид, во време на најразлични економски кризи, преку грантови да го подпомогнат да го организираат што подобро своето производство, а со тој да ги зголемат работните места. Повторно ќе акцентирам нашата цел тоа да бидат зелените работни места. Христо Иванов, експерт за развој и имплементација на проекти, посебно финансирани од фондовите и програмите на Европската унија. Климатските промени се повеќе наметнуваат потреба од еден друг тип на економски активности и накратко кажано се формира така наречена зелена економија, каде што со бизнес иницијативи, предприемачки идеи, се повеќе се отвараат можности да се излезе во престан на овие проблеми, климатските промени, а на тој начин да се развијат бизнес активности и да се отварат работни места. Темата е зелена економија, која што опфаќа заштита на животната околина и извршување на економски активности со порационално и поефикасно користење на природните ресурси. Околината на време да се превенира со акции кои што ќе овозможат и конкурентност на предпријатијата, но истовремено преку нивните идеи да им се даде пристап до подобри, директно поевтини извори на финансирање, било да се грантови, било да се ефтини кредити. Европска унија се повеќе дизајнира и нуди такви програми, па сакаме со овие вакви консултативни работилници да ги
идентификуваме идеите на бизнес секторот и на граѓанските организации, кои што во наредниот период од 2 месеци ќе се разработат. Сега вече е готово. Добро.